Штрајкот на комуналните работници во Берово денеска е ставен во мирување, а ѓубрето е исчистено од контейнерите. По долготрајна дискусија утро во 80-тината комунални работници се договорија штрајкот да мирува, но доколку надлежните не ги исполнат ветувањата за исплата на уште 2 плати, тие повторно штрајкот ќе го активираат. Треба да знаеме оти јавното комунално предпријатие лице на градот, треба према него да се има некој респект, за да можеме и ние да ги работите, извршуваме онака како што тебе и на општо задоволство на граѓаните и на сите. Како што објави телевизија Стар, градоначалникот побарал од Советот седница каде ќе се донесе ребаланс на буџетот од општината, од каде со над 3 милиони денари ќе се покријат загубите на предпријатието за 2015 година, но во ситуација во која предпријатието редовно произведува загуби пред се одработата на пречистителната станица, донација од швајцарската влада, која досега прокнижила загуби од 17 милиони денари, оваа финансиска субвенција од општинските пари не нуди и трајно решение. Веќе има донесена одлука на управниот одбор да трошоците за пречистителната станица ги преземе општина Берово и ќе мораме како Совет да донесеме одлука за да ги покриеме трошоците за таа пречистителна станица од страна од буџетот или како што е договорот меѓу владата на Република Македонија и владата на Република Швајцарија да ги покријат загубите, односно трошоците владата на Република Македонија. Ќе предложиме да владата ги исплати. И работниците бараат да се реши проблемот со прочистителната станица која месечно троши 500.000 денари. Треба да се бара решение и за напред. Ако се земат 4 плати, после 4 месеца пак ќе дојдат. Решение мора да се бара, мора да се најде и за пречистителната станица. Не може да пречистителна станица не е на 80 вработени што се тук. Значи за пречистување на водата не се наплача никаков надоместо. Досега менаџерскиот тим на предпријатието и локалната власт во Берово не покажаа способност да го извлечат предпријатието од кризата, која со години се менаџираше помалку или повеќе од партиските војни на локално ниво меѓу Советот на СДСМ и градоначалникот од ВМРО-ДПМН. Штрајкот на комуналните работници кој го направи туристичко Берово затрупано со ѓубре, покажа и дека навистина овие луѓе се лицето на градот.